Благодарам, почитувани граѓани. За жал, вие сте сведоци по кој знае кој пат како во историјата, обвинувањето и стигматизирањето меѓу македонците се уште трае наспроти пазарот на молк помеѓу ДУИ и ДПА, пазар кој не е политички, туку се разбира исто така си има своја пазарна цена. Одеднаш не станаја досиејата по дворовите, одлуките во Комисијата за верификација на фактите, наместо да верификуваат факти, се одлучуваше со мнозинство во база на политички пазар, во кој што за жал темелот или во овој момент процесот на илустрација најмногу за жал се одвива на дополнителна поделба на македонското ткиво. И вчера и денес, почитувани граѓани, власта овде демонстрираше на невидена леснотија на морална дволичност, во која власта преку предлагачот зборуваше за злоупотреба на процесот, зборуваше за законот, иако тоа не е тема на денешната точка. Не се кажа збор за кандидатите и не споменувајќи ниту еден од нив, практично избриша под со нив, јавно третирајќи ги како инструмент за поделбата меѓу македонците, дополнителна поделба меѓу македонците, менување на македонската историја и ронење на македонскиот идентитет. Се потврди она што повеќе експерти од заштита на човековите права го зборуваат, тоа дека еден режим не може да лустрира друг режим. Денеска во Република Македонија има власт која се темели или основен постулат на незиното владење се прекршувањето на човековите права, одземањето на слободата, прислушкувањето, кодошењето, водењето на списоци пред избори, практично медиумската корупција која што гледаме, која е цената денеска делумно, она што ја гледаме на Сител, кои што беа главни промотори на сатанизацијата или на стигматизацијата на, да речеме, господинот Милчин, објавувајќи податоци кои што не ги пишува во документите, објавувајќи податоци кои што не се дел од некој досие. Тоа видовме има своја цена. За сега €1.000.000, може би ќе биде и повеќе. Која е цената на молкот на ДУИ и ДПА, не знам. Цената на молкот за кршењето на слободата, на човековите права, исто парламентарното мнозинство, не ја знам, ама знам дека има своја цена. За жал, овој процес на илустрација не успеа или не. Јас исто се сложувам дека овој не е процес за минатото. Напротив, решавањето на процесот на илустрацијата е темел за една подемократска и порастеретена иднина во една плурално општество како што сакаме да биде нашето. И не е точно дека не сме успевале, да кажеме во порано, да донесеме акти, закони или декларации кои што се однесуваат на одреден период. Сакам да потсетам јавноста, јас бев тогаш млад пратеник и по стаж и по возраст, кога се донесе со консензус законот за правата на прогонуваните и затворените лица, за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и на членовите на нивните семејства. Се сеќавам дека во април 2006 година, тогаш председател на собранието беше покојниот Лјупчо Јордановски, се донеси декларација за извинување на жртвите од репресијата од режимот во периодот од 45 до 90. Вчера се дефокусира процесот на илустрација со информбирото, со други работи кои што се создаде на лажна дилема дека одредени луѓе кои што се залагали за Ванчо Михајловистичка Македонија, кои се залагале за процесот на албанско-иридентистичките групи или за четници, усташи, во принцип биле борци за слобода
и демократија. И тука мора да се направи една разграничување на дистинкција помеѓу тие работи. Да, има семејства кои што се биле жртви од идеолошко-политички причини. Но има и луѓе, и читаме од некои следења дека тие работеле за некои други служби. Практично таа какафонија во процесот на лустрација кулминираше со орденот што председателот Иванов го даде на унгарскиот Орбан, човек кој што според тврдењето на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, државата Унгарија ангажирала луѓе во Македонија да кодошат за нејзе. И таа, од целата таа, реков, какафонија, во целата таа какафонија се обидуваме и сега да од еден процес кој што требаше да биде верификација на фактите со вметнување на процесот на гласање, да направиме една сатанизација на политичките противници, да направиме една поделба на македонско, дополнителна поделба на македонското ткиво и да се направи едно, да се отвори една лажна дилема за македонскиот идентитет. Впрочем, за тоа зборуваше и Македонската академија за науки и уметности во своето писмо до владата, до премиерот, во кое што апелираше дека ударот против академиците е удар против македонскиот идентитет. За жал, не ги научивме лекциите од другите држави, а најтипичен примерот е на лустрацијата, спроведената лустрација во Чешка, каде што тогашниот после кадифената револуција, кога Вацлав Хавел станува председател, тој јавно се оградува тоа и кога се отвара досијата, јавно се оградува тоа да го види досието, бидејќи, како што самиот вика, не сакав да видам кои мои пријатели ко дошеле, бидејќи може би имали друга причина тоа да го прават. Апелирајќи на лустрацијата на славниот Милан Кундера, со зборовите: ве молам, внимавајте кога пресудувате за историјата, инаку можете да направите повеќе штета отколку добрина, исто како што правеа вашите дедовци. За жал, Комисијата за лустрација по налог на ВМРО ДПМН и ДУИ со подршка и од ДПА влезе во процес на сатанизација, на менување на историја и на кршење на македонскиот идентитет, не бирајќи средства, туку тоа правејќи го само со гласање. За жал, во тој процес настрада и други луѓе, како што е новинарот Шакири, без кој што починатиот новинар, кој што иако има потврда и од Архивот на Македонија, и од Дирекцијата за безбедност и разузнавање, дека не бил соработник, врз база на новинарски надпис е лустриран. Се сеќавам и вчера го спомена во една реплика. Амбасадорот на Република Македонија, поранешниот пратеник Шамбевски, излезе со тврдење дека актерот Петар Арсовски бил соработник против или кодошејќи го Ристо Шишков, да се покаже потоа дека тоа не е вистина, но после 2 години пропаганда на Сител, а видовме која е цената тоа Сител што го плаќаше, сега за сега, може би има и повеќе, да докаже или да се обиде да ја испере таа наметната теза, за жал и злоупотребена теза, онака исто како што вчера Антонио Милошевски зборуваше за тоа Славко Јаневски кога кодошел, а на веб страната на Комисијата за верификација на фактите такво досие и такви белешки не постојат. Тоа најдобро зборува дека извршниот комитет на ВМРО ДПМН си играл или си поигрува со човековите судбини, разменувајќи некои документи, белешки или листи и измислувајќи работи. Погледнете ги за белешките што постојат на страницата, па пресудувајте. И на крај уште една работа. Овој процес е селективен. Вчера господинот Димовски го спомна писателот Јован Котевски.
во процесот кој што тој е осуден, обвинител би Јован Трпеновски лустриран. Што станува со другите двајца обвинители, Ѓорги Наумов и Михајло Маневски? Благодарам, господин Димовски.